Убавицата и ѕверот. Еднаш, многу одамна, се живееше еден човек кој беше многу богат. Тој имаше 3 ќерки. 2 од нив беа многу алчни, а третата имаше срце полно со љубов и љубезност. Еден ден таткото доби известување дека поради невремето му потонале сите бродови. Кутриот изгуби се, му остана само куќата во селото. Двете алчни сестри воопшто не беа задоволни од оваа состојба. Тие по цел ден само седеа и се жалеа, а целата домашна работа ја извршуваше убавата сестра. Еден ден таткото доби известување дека еден од неговите бродови бил однесен до пристаништето, па така тој се подготви да оди до пристаништето. Пред да замине ги праша девојките: "Кога ќе се вратам, што сакате да ви донесам?" "Се разбира, многу облека, накит и многу други работи. А ти, убавице, што сакаш?" "Само роза е доволно, татко." По долго патување стигна на пристаништето, но бродот беше многу уништен и не можеше повторно да се користи. Тажен и уморен тргна за назад на кај дома. Беше скоро темница кога стигна во шумата. Шумата беше темна и ладна, врнеше и снег. Јаваше со часови на снегот. Така јавајки, размислуваше колку ќе се натажат неговите ќерки што не може да им ги исполни желбите. После долго јавање виде замок со светилки. "Може би ќе биде во ред да појдам да прашам дали ќе ме засолнат." Влезе, надевајки се дека ќе му помогнат. Замокот беше чуден. Светилките беа насекаде запалени. Масата беше поставена со вечера, а не можеше никого да види. "Има ли некој?" Но никој не му одговори. Повторно викна, но залудно. Бидејќи беше многу гладен од долгото патување, седна на масата да вечера. После вкусната вечера си легна во една од убавите соби. Утрото кога се разбуди, најде нова облека до креветот. Тој се облече и се симна доле. На масата имаше прекрасен појадок. Овој замок сигурно и припаѓа на некоја добра самовила. Штета што не е тука да и се заблагодарам. Пред да го напушти замокот, ги забележа прекрасните рози. Па си помисли: "Не можам да ги исполнам желбите на другите 2 ќерки, но на убавина можам." А така скина една роза. Откако ја зема, се случи нешто чудно. Почна се да се тресе. Од позади грмушките се појави ѕверот. Кога го виде ձверот, многу се исплаши. За малку ќе се онесвестеше. "Те примив во замокот, те нахранив, ти дадов нова облека, а ти сакаш да крадеш од моите рози?" Викна лутот ձверот. "Вака ли се заблагодаруваш?" Клекна на колена и почна да го моли. Му објаснуваше дека сакал да земе само една роза за неговата ќерка. "Ова нема да помине неказнето," викна ձверот. "Те молам, прости ми." "Ќе ти простам под еден услов. Разговарај со своите ќерки. Ако една од нив се сложи да дојде да живее тука со мене, јас ќе те ослободам. Ќе те пуштам да живееш." Се качи на својот конј и тажен тргна кон дома. Кога пристигна дома, им ја раскажа случката со ձверот на ќерките. Двете алчни сестри не можеа да поверуваат на приказната, ниту пак да го прифатат предлогот на ձверот. Но убавицата не мислеше така. "Татко, ако ми дозволиш, јас прифаќам да одам кај ձверот." Двете сестри се сложија со незиниот предлог. Ја сметаат дека таа е виновна. Ако не ја побараше розата,
ова немаше да се случи. Таткото, тажен и загрижен, сепак ја однесе во замокот. Кога пристигнаа, се беше како порано. Храната беше сервирана на масата, а немаше никој. Беа гладни од долгиот пат, па седнаа да вечераат. Тогаш ѕверот се симна. Кога го виде убавицата, почна да се тресе од страв. Ѕверот навистина бил страшен, како што кажа татко и. Ѕверот беше свесен дека може многу да ја уплаши, па затоа со низок тон на гласот ја праша: "Дали овде дојдовте по своја волја?" "Да," одговори убавицата. "Тогаш утре таткото ќе си замине и нема никогаш да се врати." Утрото кога стана, татко и веќе беше заминат. На масата ја чекаше убав појадок. После појадокот излезе во градината да прошета. Кога ги виде розите, се натажи. Потоа тргна низ замокот да го разгледа. Една од вратите беше полна со рози. Стана љубопитна. Отиде до вратата и ја отвори. Кога влезе внатре, се изненади. Собата беше прекрасно уредена. Баш по нејзин вкус. Имаше многу книги. Исто така и многу музички инструменти. Си помисли, тој што може да уреди ваква соба, не би повредил никого. Потоа зема една книга. На неа со златни букви пишуваше: "Драга моја кралице, вашата желба е моја заповед." Посакував сега да го видев татко ми. Штом го кажа тоа, татко и се појави во огледалото што беше во собата. Беше изненадена, но повеќе ја радуваше тоа што може да го види својот татко. Кога седна да вечера, се појави ձверот. "Дали може да се придружам, убавице? Ова е ваш замок, зошто мене ме прашувате?" "Не, сега ова е ваш замок, ако сакате, јас можам веднаш да се заминам." Убавицата беше многу изненадена од неговиот одговор. "Сакам да ве прашам нешто. Дали мислите дека навистина сум грд?" Таа не знаеше што да одговори, но самиот поглед значеше да. "Па, тогаш дали би се омажила за мене?" Овој пат таа одговори остро: "Не." Ձверот тажен си замина. Секоја вечер за време на вечерата, тој правеше друштво и беше многу љубезен со неа. Како што поминуваа деновите, убавицата се навикнуваше на ձверот. Посакувам да не беше тој толку грд. Поминаа неколку месеци. Убавицата повеќе не се плашеше од ձверот. Почна дури и да ѝ се допаѓа. Еден ден таа во огледалото виде дека татко ѝ е многу болен. Отиде кај ձверот да го замоли да ја пушти да оди да го посети. "Секако, може да одите, но ако не се вратите, јас ќе умрам од тага." "Ќе се вратам после една недела, ветувам." Ձверот и поклони прстен. Кога таа ќе посака, само ќе треба да го стави прстенот на незината перница и кога ќе заспие, ќе се врати во замокот. Следното утро се разбуди кај својот татко. И веднаш потрча кај својот татко. Кога ја виде татко и толку многу се израдува, дури се чувствуваше и подобро. Попладнето дојдоа и двете сестри да го посетат својот татко. Но кога ја видеа убавицата, беа толку многу гневни и бесни. Па така решија да направат лош план за неа. "Ајде да направиме да остане тука уште една недела, па потоа ձверот бесен ќе дојде да ја убие." Двете сестри плачеа и се жалеа колку им е тешко да бидат одвоени. Па така убавицата им вети дека ќе остане уште една недела.
Една ноќ убавицата се сети на зборовите на ѕверот и дека го остави сам повеќе од една недела. Една ноќ во сон виде како ѕверот лежи безпомошно во градината. Се разбуди исплашена и тажна. Си помисли, не смеам да го оставам сам. Па така го извади прстенот од својата рака и го стави до креветот каде што спиеше. Утрото се разбуди во дворецот на ѕверот. Се симна доле да го чека ձверот. Но тој не дојде. Го чекаше со часови и часови, но ձверот го немаше. Така загрижена, реши да излезе надвор во градината. Кога излезе, ձверот навистина лежеше на земја безпомошно. Исто како во сонот. Таа исплашена истрча до него и го гушна. Срцето на ձверот се уште чукаше. Ձверот ја почувствува љубовта на убавицата и ги отвори очите. Убавицата се израдува. Мислев дека нема да се вратиш, затоа престанав да јадам и не сакав повеќе да живеам. Но јас те сакам и сакам да се омажам за тебе. Во тој момент се случи нешто чудно. Замокот стана посветол и многу поубав. Убавицата изненадена разгледуваше наоколу, а потоа се сврте кон ձверот. Но на местото каде што лежеше грдиот ձвер, сега имаше млад и убав принц. Кога го виде, убавицата почна да плаче. Кој си ти? И каде отиде ձверот? Принцот стана и почна да ја раскажува. Јас сум ձверот. Лошата вештерка ме претвори во грд ձвер. Да не кажевте дека сакате да се омажите со мене, ке морав цел живот да живеам како ձвер. Кога го слушна ова, убавицата беше многу среќна. Со своето добро срце таа најде вистинска љубов. Убавицата и принцот се венчаа и си живееја среќно се до крајот на својот живот.